Почитувани, добра вечер, вие следите уште една анализа на телевизија 24. Скопје 2014. Збор кој веројатно сме го слушнале стотици илјади, можеби и милион пати во овие десетина години, термин кој никого не останува рамнодушен во оваа држава, а тоа е оној проект кој се гради некаде од 2008 година и кој предизвика доста полемики, дебати и контроверзи во земјата. Владата сега најави дека прави една ревизија во дел од овој проект и токму таа ревизија на извади доста интересни информации кои предизвика големо внимание во јавноста, а тоа се особено оние прашања кои се однесуваат на ревидирање или на поместување на дел од спомениците кои се дел од овој проект. Вечерва на оваа тема ќе разговараме со господата Мирослав Грчев, универзитетски професор и дел од комисијата која работи за работната комисија која работи на проектот Скопје 2014, ќе зборуваме повеќе за тоа, и господинот Евтим Клетников, писател и доста активен на ова поле кога се зборува на културолошкото и историското поставување на македонскиот народ. Господа, добра вечер. Господине Грчев, вашата работа во комисијата е актуелна деновиве, особено во јавноста, големо внимание предизвика оние информации кои излегува кога се зборува за преместување, тргање, сега не знам кој термин да го искористам, вие тука ќе ме коригирате, дали можеби зборуваме и за уривање, она најнарадски кажано, на дел од спомениците на проектот Скопје 2014. Од она што го видовме, што сте го изјавиле, се зборува за споменикот на Ќосето, споменикот на Мајка Тереза и други. Јас сум координатор на работна група при Министерството за култура, која што ја именувал министерот за култура, и наша задача е да ги анализираме спомениците и градбите од овој толку спорен, така наречен проект, и да на министерот му даваме елаборации за статусот на градбите, вредноста, законитоста, незаконитоста и така натаму, нивните потенцијални, евентуални последици од нивната градба, значи дали се тоа завршени законски чинови кои што нема зашто да бидат предмет на некаква ревизија, или се тоа напротив објекти кои што се спорни во секој момент од своето постоење. Значи грешката која е вградена во нив предизвикува последици секој ден од постоењето на објектот. Нормално, мојата отчетност, како и на комисијата, е кон министерот за култура и вистинските детали од тие елаборати би требало да бидат практично соопштени од министерот или од други одговорни лица од министерството. Јас можам да ви зборувам само за тоа кои се за предметот на нашата работа, за методологијата. Да, и за овие два што ги спомнавте, тоа се првите два елаборати кои што ние ги предадовме како готови со препораки. Комисијата, значи, не одлучува таа на владата и ги дава потребните факти и вредностни судови, оценки на законитоста и на евентуалните последици од поставувањето, градењето и постоењето на тие. Да, но видов дека во јавноста сте дале некои изјави, веројатно, кои што можете да ги дадете, да речеме, за споменикот на Ќосето и на Мајка Тереза, дека има неправилности, незаконитости во нивната изградба. Па да, генерално тоа излезе и од Министерството за култура. Ние најдовме неверојатно многу и сериозни прекршувања на уставот, законите, прописите, која ќе видите тој пат, нема што не е прекршено. Меѓутоа, за овие два случаи се работи и за сериозни прекршување на законот за
монументални споменици и споменобележја, во кои што општина Центар, во случајот на споменикот на Мајка Тереза и градот Скопје направија, односно владата, нели, конечно и Министерството за култура, кое што во случајот на Мајка Тереза се појавува како инвеститор, направија сериозни прекршувања и ги суспендира и ги дерогира надлежностите на Собранието на Република Македонија. Такви тешки наоди, заедно со други прекршувања на законите кои се однесуваат на користењето на јавни површини, во случајот со Мајка Тереза, или со упад и прекршување на законите за градење и просторно и урбанистичко планирање во случајот со ќосето. Укажува во двата случаја да тие препораки бидат нивно. Во случајот со Мајка Тереза се работи за објект во градба и тоа е класична тешка дивоградба која што се препорачува, како и со сите дивоградби, да инвеститорот да ја врати ситуацијата во првобитна состојба. Да, добро. За ќосето предлогот е исто така, пошто се работи за дивоградба, каде што покрај ова дерогирање на собраниска надлежност се врши и упад, вонзаконски упад во парцелата на Министерството за правда. Да. Господин Клетников, еве, слушнавме од прилика што работи ова работна група, кои се препораките, нели, значи, според она што се препорачува е дека дел од спомениците првично што се работат, дека треба да се острават. Видете, јас овие денови не случајно читав книгата на Венсен Луј Тома "Антропологија на смртта", еден сјаен антрополог, француски есеист. Веројатно интуитивно, како да знаев дека ќе бидам поканет на оваа дебата, а се вклопува таа книга par excellence во темата за која разговараме ние. Тој таму има една дефиниција која е најстрашна смрт од сите смрти. Вели, најстрашна смрт е идентитетската смрт на еден колектив. Јас се плашам дека и ова акција јас првпат негде прочитав за ова комисија, се разбира, не сум запознен во детали, не сум запознен со тендери, со кршење на законот, меѓутоа има поесенцијални согледби треба да се извлечат на тој план. Скопје 2014 е, мислам, доста се зборува, врие, се натемисува, ги кршат копијата двете кај нас главни партии македонски пред се. Јас да ви кажам, не сум ни на црвените, ни на белите член, нити бил, нити сум, нити ќе бидам, да говорам како индивидуа и излагам мој поглед на работите. Дали му се допаѓа некој на Скопје 2014, дали не, некој им се допаѓа, некој нели велат, за вкусови не се дискутира, па некогаш е деликатно чиј вкус е праведен. Да речеме, јас ќе подсетам на Микеланџелова Сикстина во Рим. Има еден таков фак, да речеме Делакроа, кој личи на Микеланџело по линија, по енергија, по енергетика, на цртеж, на структура, на неговите фигури и така натаму, меѓутоа нему се допаѓа Сикстина. Тој вели дека е тоа касапница. Помислете една формулација. Додека Пикасо вели дека единствено нешто за што вреди да појдеш во Рим, тоа е да ја видиш Сикстина. Речеме во контекстот на Скопје 2014 го говорам тоа. Сега, таа комисија мене не ми звучи баш, како да кажам, позитивно, ревизионизам. Тој не звучи баш добро и не враќа на една малку темна епоха, ако сакате и Сталиновата, сталинистичката. Знаете, мене ми изгледа тоа дека може да заличи на онаа легенда историска, која е и фактографска во исто време на Херострат, кој, како што знаеме, ја урнал најубавата
најубавиот храм во Мала Азија, ако не се лажам, на Артемида. Кој бил неговиот мотив да се урне тој храм? Тој едноставно немал никаква друга дарба, освен дарба за уривање, што значи дека и уривањето е некој вид на талент, парадоксално, но така е. И тој гурнал тој храм и до денес е многу славен и познат, нели? Се нешто кога се урива, доаѓа во планта асоциација на Херострат и велиме дека е тоа херостратизам. Добро, за Скопје имаме ние една друг архетип Пиколомини кој го запалил, нели? Така, сега, тоа е тоа. Јас не знам што ќе се отстранува, што ќе се. Меѓутоа, сакам уште нешто да подлечам. Дека историјата има еден константен ритам. Варварство, култура, варварство, култура. И тоа се сменува, се менуваат тие ритми. Секоја култура ја руши варварството. На културата принцип е градењето, на варварството уривањето. Тоа е тој закон. Тој влегува во она цивилизација и често луѓето прават грешка на поимите. Не е исто цивилизација и култура. Тоа се сосема два различни поими. Цивилизацијата е еден матен поим. И Винсен Луи Томаш го спомнав, зборува дека цивилизациите умираат. Те се мат. И така, мислам, сакам да го кажем контекстот на сета работа, а има тука многу што и да се, јас не знам што ќе се отстранува. Ќе продолжиме, но мислам дека со ова што го кажавте ги поставивте сосема линиите на вашата теза која се однесува и на работата на комисијата и на, како што кажавте, ревизијата на Скопје 2014. Оваа теза што сега ја искажа вака, убаво артикулирано, господинот Клетников е веќе позната, таа се исфрли како одбранбена теза уште додека се градеше овој така наречен проект. Меѓутоа, тезата е инверзна, изопачена. Суштината на целата приказна е не кој гради, а кој руши, него што се гради и што се руши со градењето, односно што е содржината и на кој начин се прави тоа. Затоа што градењето, особено во овој случај, кога е насилно, кога е незаконско, кога е со тоталитарна и авторитарна цел, градењето кога е мусолиниевско, фашистичко, по својата содржина, својата суштина, затоа што еден популистички покрет, како што беше фашизмот, модерен во своја суштина, меѓутоа оној опиум со кој што вршеше хомогенизација беше национализмот и митот за нацијата и националниот идентитет, на кој што треба да му се жртвуваат сите други индивидуални човечки права и граѓански права. Символиката, архитектурата на таа најзлобна идеја и на тоа најзлобно движење на 20. век е точно оваа која што претходна власт, ВМРО-вска, ја со истата програма да воспостави партија држава, да го хомогенизира граѓанското општество, да го претвори во општество поданичко, во кое што ќе владее една елита, а храната за поданичката маса, која што ќе ги изгуби практично сите права, и правото на град, и правото на слобода, и правото на движење, правото на самоспознавање и на избор на таа идентитетска приказна, сето тоа се злоупотреби од страната на власта, така да самиот проект и сите овие споменици се споменици на злото, а направени се со рушење. Значи, тие се акт варварски, тој варварски акт е практично тој првичниот акт, таа иницијатива е Скопје 2014. Таа влезе да со сила
со државна сила во која што се инструментализирани сите органи на државата да се сруши ликот и културното наследство, идентитетското самоспознавање кое до тој момент постоеше во Македонија. Вие ќе видите во тие така наречени конкурси, односно упатства, кои што власта им ги даваше на архитектите што го реализира ова, е ставено буквално дека градбите или фасадите мора да бидат во класичен, неокласичен, барокен или не знам, ги редат потпуно дилетантски историските стилови. Значи, не постои друг пример за такво насилство врз архитектонскиот јазик и архитектонската струка, па преку тоа конечно и на целото општество, затоа што се наметнува од страна на една политичка арбитража, се инструментализира буквално јавниот простор и се преобликува ликот со политички диктат. Кога ќе погледнете во историјата, значи, кога се тие варварски периоди, фашизам и разни други колониални напори да се изврши декултурација на населението, да му се изврши бришење на сеќавањето за себе си, да му се избрише културата која до тогаш ја градел, значи вистинската идентификација, самоидентификација и вистинската култура, и да му се наметне нова. Со тој инструмент на владењето, тој инструмент на колонизацијата, и ќе го видите, да речеме, е правено секогаш атака е врз центрите на градовите, атака е во времето кога се тие колонистичките или империалистичките сили или фашизмот се напаѓа оние згради и оние простори кои претходно служеле за самоидентификација. Да. Значи, ние сме биле модерна нација. Нашиот архитектонски модернизам е забележан во светот. Скопје бил лабораторија, светска лабораторија на модерната архитектура. Скопје 2014 е злостор кон целокупното културно, модерно наследство, архитектонско, ликовно и градско. Затоа што врши тематско, зловесто покривање, префасадирање, фалсификување, корнење на изворните културни и историски факти, архитектонски, и лепење на гадости, на гротескни бесмислици, кои што на архитектонскиот јазик на денешницата не значат ништо, а асоцираат единствено на моќ, на насилство, на времето на фашизмот, на Бенито Мусолини и неговите стандарди за архитектура и така натаму. Да, добро. Господин Клетников, ова прашањето со идентитетското спознавање на Скопје 2014 е едно од најоспоруваните, за кое доста зборуваше господинот Грчев, за мешавината на стилот. Не можам да се снајдам. Мирослав изнесе толку вака терминолошки, вака негативни категории, да тешко може да исплови на површина човек. Јас мислам дека е многу тешки се тие квалификации, дека таа идеја е злобна, злосторничка, насилничка, фашистичка, во контекст на Мусолини, на Хитлер, криминална. Мислам дека е сепак тоа претерано многу и иде од некоја, не знам, од некој енергетски извор кој не можем да го дефинирам. Јас, нека ми прости Мирослав, така размислувам и така си изјаснувам. Нешто тој рече дека ние до тога сме имале идентитет формиран, а дека проектот на Скопје 2014 го поместува, не знам, може мисли на антиката. Врши атака во секој. Мислиш на антиката, нели? Не само на антиката, буквално се, добро, сега со цел да покрие идентитет и да сега да кажеме што е идентитет на еден колектив.
Кај нас идентитет е името. Околу името се вртат сите работи. И ние сме пред вратата на еден геноцид, кој не го свачаме, некои не сакат да го сватат. Уште со Лисабонската декларација 2001 на така наречена цивилизирана Европа, која кон нас се однесува фашистички, дејќи има намера. Тоа е фашизам за мене. Има намера да не ликвидира со укинување. Што значи укинување на името? Па Джейсон Мико се пукна од пишување, ни цитираше автори, те Солжењицин, те Кундера, те онај, да ни каже дека бришењето на меморијата е бришење на еден колектив. И овај што го спомнав, Луи Венсен Тома, нели, вели исто, така, светски антрополог, дека најстрашно од се е идентитетската ликвидација на еден. Со тоа умира и колективот и личноста како идентитет. Тоа Скопје 2014 сега, го прави. не, оставете го Скопје. Не сум се ја врзал, зборувам за идентитет сега. А Скопје 2014 има и исто знаци некои. Димитрije Чуповски не е идентитет таму. И Александар Македонски не е идентитет. Што мислите? Што е тој? Грк? Мислите Грк е Александар? Зошто не се века грчки? Добро. Така се смета. Сега чекајте, така се смета. Вие сте го читале Херодот, најголемиот грчки класичен историчар. Па таму тој кажува дека не е грк. Не, сакате ќе ви цитирам. Прецизно кажува. Не, има таму и тук и други. Македонците се лакедемонци, дека се од истото племе со спартанците, тоа се има, така, и дека се сметаат за хелени. Тоа е модерна. Хеленизмот е македонски период. Ако го цитира Има, јас пред малку ја читав книгата на овој Жерман Базен, еден од најдобрите историчари на уметноста, французи сликари. Таму тој кога говори за Византија, на 10 места говори за македонски стил, не за византијски. Тоа не е случајно, не е тоа географски стил. Исто како што Маркес говори за алхемичарите во Македонија. Кај Јунг во психологија алхемија исто вели дека некој депистоја на Козмо де Медичи му и ги однесол книгите алхемиски од Македонија. Значи, Македонија има многу идентитет. Сега, кај оди нашиот идентитет? Оди по линија на името, до пред 5000 години, пред нашата ера. Во таблицата на народите, првата етнографска таблица воопшто позната, што е направил Мојсей, која смета дека е донесена од Вавилонија, запишено името на Македонија како Китим. Китим, и тоа е внукот на Ное. Македонците потекнуваат од најмладиот син на Ное. Како знаеме дека е Китим Македонија? Затоа што во книгата на Макавеите, во Стариот Завет се вели Филип и Александар кои излегуваат земјата Китим и другите македонски кралеви. Сега, најголем сведок за македонскиот идентитет е најголемиот документ на европската цивилизација, кој не е само теолошки, како теолозите, што тврдат туку најголемиот антрополошки документ, Библијата. Видете, тие тргнете по името Македонија, кај ќе ве одведе тоа? До апостол Павле и првата христијанска црква во европската цивилизација во Македонија. Тоа е идентитетот. И од овде поминува Кирил и Методиј, описменување на словените, Климент и Наум, богомилите. Сега тој идентитет не ни го признават. Македонија е на листата за ликвидација веќе 150 години, на европската листа. И знаете, сега таа се зајакнува идентитет. Јас не се служам со терминологија СДС на ВМРО. Не ме интересира тоа. Добро, можеме ли да видиме дали вие, ја што разбирам, сега го зборуваме у контекст на ова што актуелно се случува. Тоа актуелно предизвикува тие размисли. На пример, ја предизвикува проблемот на антиквизацијата. Кој ја измисли антиквизацијата? Овој антрополог француски исто говори за мисионерите, кои ги уништуваат индијанците, други племиња на најубав начин. Зборуваме антиквизација во контекст на Скопје 2014. Да, ама тоа не случајно се покрена тој проблем на антиквизацијата за да се продлабочи шизофренијата на македонското битие кој се наметнува. И од надвор и внатре. Целиот наш владин сектор Соросовски работи на тоа. Дали сте вие чуле некогаш тој владин сектор, невладин сектор на Сорос, на ова, некогаш да има дебата за името? Сте чуле? Никогаш.
Па, мислам дека тоа сега е суштината. Јас не знам, но мислам дека од Фондот Отворено општество имал дебати за името, господин Милчан организирал, но Не знам, сега не тоа сеќа. Мислам, Може имал мислам дебата дека- за да го уништи името во тој контекст. Не, Скопје 2014 е интересна како да, тема, оваа теза дека Скопје потполно независно од проблемот со името или идентитетот врзан со името. Значи тоа нема врска едно со друго. да, бидејќи често се поврзува. Гледате, вие можете да поврзате било што со било што, доколку ви треба за аргумент од страна. Меѓутоа, доколку сакаме да се бавиме со Скопје 2014, доколку сакаме да се бавиме со артефактите и со начинот на кој што се тие создадени, тогаш ние треба да се бавиме со нив и со нивните постапки и да ги видиме, пошто знаете што, атака рушителска, која што сега, еве, е спомната и во првиот исказ на господинот Клетников, е извршена од страна на власта. И тоа со сила, наметнувајќи со обскурни, фалсификувани и криминални постапки, со инструментализација, со терање сите овие органи да вршат, да служат како инструмент на една волја на премиерот, на извршната власт. Вие можете да видите траги во сите овие документи, конечно тие излегува уште и во овие така наречени бомби, незаконските аудиозаписи, дека Груевски како класичните императори или некои модерни авторитарни автократи, диктатори, дека тој решава локација, стил, зграда, содржина, име, дека решава се. Самиот факт, ние сме демократска држава со устав и закони. Се претпоставува дека се тоа правилата на игра во кои што општеството мора да се игра. Владењето на правото е тоа. Кога ќе видите дека премиер дава наредби за работи кои што не се во негова надлежност, со кои што ги крши сите оние темелни вредности на уставниот поредок, поделба на власта, независни власти, судски и така натаму, конечно, комплетно го анестезира и го дерогира собранието. И инструментализира собраниски надлежности преку општински програми. Значи, тоа е уривање на уставен поредок. Тоа практично е најголемо насилство кон демократијата, кон човеките права. Тоа е најголемо насилство конечно кон идентитетот. Затоа што во идентитетот не е името. Да беше идентитетот името, ние... А што е идентитет? Идентитет е цел повеќе слојна, духовна и психосоцијална приказна, во која што прва идентификација е самата личност, јаството, сепството и така натаму. Потоа има идентификација со полот, идентификација со првите припадности, идентификација на семејството, потоа иде тоа во ширина, па иде и по таа вертикала, идентификација со историски настани, значи, тоа е комплексна и повеќе слојна работа. Ако идентитетот на една личност се сведе на името на државата во која што тоа живее, тогаш прво тоа е таква симплификација да во науката и воопшто здравиот разум би можел само да и се насмее, меѓутоа ја ќе се враќаме на нашата тема. Сакам да кажам, овие акти, воспоставувањето на една диктатура која што направи гротескен центар на град, кој што ја уништи практично не само нашиот идентитет, пошто имате
ендо идентитет, онака како што вие се спознавате себе си, и екзо идентитет, онака како што ве препознаваат и ве идентифицираат другите. Ние со Скопје 2014 практично ги изгубивме и двата. Онакви какви што ги имавме без да бидат проблематизирани. Особено од нас. Ние сега станавме нација за подбив, која што дозволи една банда да спроведе диктатура и да ја изобличи нашиот лик, нашата престолнина, и да не практично да станеме општество кое од модерна нација прогласи независност, почне да гради една либерална демократија, дозволи да биде потлачена, инструментализирана, погазена, да дозволи една деценија да ги трпи овие дилетантски, гротески од една потполно необразована група на политички силувачи. И сега гледате, дали тоа влијае на идентитетот? Да, добро. Значи, тоа е рушење на било чиј идентитет, рушење на било чие достоинство. И национално, и поединечно. Ова што го кажавте, како другите не гледаат, како не перцепираат во поглед на Скопје 2014, еве тоа сакам да ве прашам, господине Клетников, кога зборуваме за Скопје 2014 и за она како проектот беше перцепиран. Значи имаше внатре сите еве овие контроверзии што ги споменувавме, од идентитетски, финансиски, законски и така натаму, нема сега да налегуваме превише, но имаше и на тоа како проектот е перцепиран од надвор. Па слушнавме многу архитекти, експерти кои доаѓаа, кои зборуваа за мешавината на архитектонски стилови, урбанистичка поставеност и така натаму. Но имаше и неколку надписи сензационалистички во големи светски вестници кои Скопје го прогласија за светска престолнина на кичот. Нешто налик на еден голем Дизниленд, Лас Вегас, проект изграден од стиропор и сето тоа. И ете, ако зборуваме за идентитет и како не гледаат нас од надвор, нели е тоа проблематично? Добро, јас не го поврзав Скопје 2014 со идентитет и не сакам да го. Меѓутоа, тука има символи идентитетски знаци, чуповски едно друго. За тоа е друга работа. Што се однесува до естетиката, тоа е друга пак работа. Не се мешам ја во архитектурата, бидејќи имаме тука стручнак за архитектура. Веројатно други архитекти може и друг поглед да дадат на работиве. Само знам ја дека многу се креваше врева околу тој поем барок. А јас, според моето скромно знаење од естетиката на архитектурата, мислам дека е тоа повеќе класицизам отколку барок, со некои барокни елементи на фасади, на така. Меѓутоа тоа е класицизам, пар екселанс во некоја смисла. Инаку, исто имаше една теза, учествував една дебата, дека не било тоа македонски стил, не е автентичен и така натаму. На што јас запрашав, добро, дали Петроград или Санкт Петербург, како сакате, е автентичен руски стил? Не е. Петар Велики ги прати со растрели главниот архитект на Петроград, неговата тајба во Холандија, во Италија, и ти од Ренесансата го донесува стилот во Петроград. И така, и тоа се случува. Е сега, секако дека Груевски не е Петар Велики. А јас тврдам дека просветлените апсолутисти некогаш повеќе прават од некоја демократија фалшива. Значи, како што ги има сега по Европа и така натаму. Тука Петар Велики го зеав за пример. Значи, што се однесува до естетиката, јас исто имам забелешки на тоа естетски. Има страшно работи кои се подстандард. Еве ќе ви кажем, да речеме, споменикот на Аснон таму. Тоа е најсмешниот споменик во светската историја на скулптурата. Ставени се од фотографија бирократски, хероите, седат како бирократи, некои те раштркани, една груба соцреалистичка, дури груба, а се знае дека во скулптурата вие имате канони, исто како во френско сликарството. Се знае што јунак како е мал, ќе го подигнеш ти, дејќи се работи за јунак и да гледа кон. После распоредени се грдо многу, тоа е факт, ако сакате. Да речеме, до тој сив соцреалистички споменик, веднаш е до него онај
смешен Прометеј Сугачи, па златни кончиња, хичести така. Се слагам дека има кич елементи тука, но дека не треба се да се треба да се види што е, што не е. Ова е тоа. Иначе сакам да дадам малку појаснување за името, бидејќи сватив дека господинот Грчев смета дека само името го сваќам како гол факт на идентитетот, па и тоа е идентитет, и тоа. Се плашам да не дојдеме дека и мојот джемпер спаѓа во мојот идентитет и кошулата. Може да стане. Иде. Името е нешто познато од архаичните цивилизации како идентитет. Зошто? Речеме, архаичните цивилизации имале по две имиња. Секој. Уште кога се раѓал. Тоа е останато во традиција кај католиците, Ана Марија или Жан Пол. Тоа не е случај, тоа води од антиката, од архаичните цивилизации. Зошто? Тајното име не смеело никој да го знае, освен родителите. Она што е вистинското име, фактички. А се употребувало воопштек лажно име. Зошто? Затоа што името од секогаш било сметано за извор на живот, дека е тоа живот. И денес е тоа живот. И затоа него го криеле, бидејќи ако го дознаеле злите сили, значи, нашето име не е гол факт, туку во него има цели ризници. Тоа носи со себе цели ризници, цели цивилизацијски дарби. Именно тие идат со името. Тоа ми е колку да порлечам. Сега Скопје 2014, некој, јас не знам, господинот Грчев да каже што ќе се дислоцира, урива, пали, кои споменици, не знам. Сакав јас да прашам. Не сум упатен, а иначе, само тоа се молам, уште една реченица, иначе што се однесува до тоа, тој е запознаен дека се кршени правила, она злоупотреби финансиски, тендерски, така. Молам, нека се одговара, нека судовите го земат. Тоа си иде по тоа. Меѓутоа, есенцијата на проблемот е зашто да се урива некој толку лесно што е изградено. Ако не се лажам, господинот Грчев еднаш напиша дека треба целиот проект да се престори во шут. Во џубре. Така беше, нели? Тоа е малку страшно. Тоа е ликенција поетика, нели? Кога пишувате, не можете да се бавите со набројување на сите детали и сите споменици. Меѓутоа, многу важно е она прва приказна за градењето и рушењето и за културата и варваризмот. Таа теза е толку многу злоупотребувана како замена на тези, извртена е, да градењето се зима само по себе како доблест, а рушењето само по себе како варваризам. Меѓутоа, и едното и другото зависат од содржината, од она што го представуваат, од она како се направени. Ќе давам пример. Дали градењето на концентрацијоните логори и крематориумите е чин на култура, а нивното рушење е варваризам? Дали овде крематориума се изградија во 2014? Мислам, аналогијата ви е многу... Аналогијата не држи. Не, напротив, држи, затоа што покажува како е можно таа теза да е комплетно извртана кога не води грижа за содржината на градбата и за содржината на актите. Сега јас, кога ќе се вратиме на конкретните наши случаи, ќе ви кажам дека практично најголемиот дел, не сите, затоа што во прашање се повеќе од 100 конкретни единици, дали споменици, дали градби или некои елементи од урбана опрема, меѓутоа огромниот дел од објектите и спомениците се узурпација, насилна узурпација на јавен простор, на начин кој што е незамислив. Ни според нашите закони, ниту според важечките закони, ниту според урбанистичката и архитектонската пракса и дури сеќавање. Пазите, вие не можете да најдете. Не можете да најдете. Никаде освен. Ни од просветени, а уште
ни од непросветени, сакам да речам, уште помалку од просветени апсолутисти, значи тоа нашиот бил значи сулуд и непросветен апсолутиста да стави зграда, односно цела низа на згради, да стави на пешачката комуникација и да го загради кеот од зградите кои што го формираат Кеовскиот фронт до оградата кон реката. Тоа се овие Уставниот суд и така натаму ставени во изграден простор, кој што ми е наменет на сите граѓани. Значи, власта вршеше атака на изграден простор и таа го сруши кеот, го уништи, го украде, го киднапира, го злоупотреби од граѓаните, за да стави згради во кеот, со идеја да го престори ликот, да ги покрие оние предход. Зад. Значи, сега овие се како кулиси, гротескни, грди, фашисоидни кулиси, кои што треба да бидат, еве сега, ова сме ние. И така се и случи, таа низа на згради, наеднаш стана во телевизиските вести, стана сликата со која се идентифицира Скопје. Значи, ние го изгубивме, ни е наметнат, фалсификуван, фашисоиден идентитет. Ние сега се препознаваме као малоумна нација што дозволила во 21. век да биде вратена век наназад и да биде на тој начин инструментализирана и понижена. Сега гледајте, тој акт да ставите објекти, да градите во површина која што се нарекува во градежниството и во планерската регулатива и легислатива, тоа се нарекува земјиште за општа употреба, општо добро. И се утврдува јавен интерес за тоа. И пишува во законите на неколку места, пишува дека на тој простор секој граѓанин на Републиката и секој посетител има еднакво право на пристап. Значи, од Уставот врзани се во една низа најбазичните права. Правото на живот е врзано за правото на слобода, правото на слобода е врзано за правото на слободно движење. Едно без друго не може да се релазира. И сега гледате, ова е извршена атака на јавниот простор, правото на движење, реално на слободата. Таа атака воедно содржински е напад и ништење, обид, практично успешен обид за рушење на уставниот поредок и за рушење на комплетната наша самоидентификација. Професоре, сакам да ве прашам нешто што мислам дека најмногу ја интересира јавноста, онака најпопулистички. Значи, еве, вие сте во таа работна група, вие нормално ќе дадете препораки, вие немате ингеренции ниту да уривате, ниту да тргате, вие ќе ја завршите вашата работа. Што доколку се покаже дека споменикот на Александар или војнот на конј, како што се нарекува, и спомениците на Филип и на мајка му на Александар се дивоградби, дека се поставени спротивно на законот, каква препорака ќе даете? И еве да ве прашам доколку можете да го спроведете законот, што мислите дека треба да се направи? Значи, земајќи ги во предвид сите аспекти на ова прашање, па и оние за кои зборуваше премиерот Заев кога го прашаа првично, значи и трошоците за нивно отстранување, значи дали е тоа разумно да се направи, дали не и така. А гледате, значи јас овде можам да го кажувам моето мислење. Се разбира, да. Да. Значи тоа не е. Затоа ве прашав како мислење, нормално. Логиката, немате ингеренции, да. Тоа таа логика иде преку работната група, елаборатите, до министерот и потоа иде до влада. Моето мислење, јас веќе сум го искажувал, по овој повод ќе го повторам. Значи, овој акт криминален на наметнување на дивоградби со ужасна содржина, кои што се споменици на една погрешна и криминална политичка опција. Тоа не се споменици на Александар Македонски или на Филип, или тоа се тоа споменици на Никола Груевски ВМРО. Исто како што споменикот на мајка Тереза е споменик на Никола Груевски и субрата Рој. Тие се тие чија што автократска суета и ароганција градеа споменици
во своја слава и во слава на својата моќ и власт. Така да, кога ќе видите дека тие споменици не се свршен акт, нешто што било, па ај сега да видиме, не, секој секунд од нивното постоење е продолжување на криминалот со кој што се направени. Злосторот трае додека се тие тука. Така да за такви дивоградби, кои што можат во секој поглед да се докажат дека се и финансиски, и уставни прекршувања од најтежок ранг, нормално дека препораките ќе бидат отстранување на спомениците. Ќе биде ли тоа исплатливо со оглед што војнот на кој чинеше колку гледате, тука може човек 10 милиони евра, тука може човек да го препостави прашањето. Дали е владењето на правото исплатливо? Дали е уставноста наша исплатлива? Дали е нашето достоинство исплатливо? Колку пари чини нашето достоинство? Ние не се побунивме, зборувам ние како земја, во смисол како граѓанско општество, масовно, не излеговме на улици кога го трошеа на криминален начин, го крадеа, го переа, го уништуваа, улудо, непотребно, криминално, целиот тој капитал. Потрошија милиарда евра, можете да ги следите документите, тие се крадени на неверојатно арогантен начин, со идеја дека никогаш нема да биде правена ни финансиска, ниту никаква друга ревизија. Значи, тоа се зимани пари, исплаќани се, као да е тоа распусен син кој што добива наследство и го троши на бестијален начин. Сега да кажам, таа неверојатна ароганција, таа сега ние ја славиме со овие споменици. Нашата толеранција, минатите 10 години ги создаде нив. Нашата толеранција сега, нив треба да ги одржи и ние, всушност, да се прашуваме, не да се прашуваме каде отидоа таа милиарда, кој е одговорен за нејзиното уништување и крадење и трошење на непотребен и незаконски начин од уставот, ние сега се прашуваме, леле, колку ќе чинат полицајците што ќе треба да идат да истражуваат, колку ќе чини враќањето на уставниот поредок. Тие прашања во една демократска земја, која што била во тешка криза, била под реална, фактичка диктатура, и сега треба да го врати поредокот, тоа прашање е најблаго речено бесмислено. Да, добро. Да не употребам по љути изрази. Да прашате колку чини слободата, колку чини правдата, колку чини достоинството, колку чини уставниот поредок. Тоа е бесмислено. Да. Добро, мораме да направиме кратка пауза, ми кажуваат држијата за реклами. Господине Фетников, ќе продолжиме со вас. Значи, останете со нас, се враќаме брзо во студиото.
Да, се враќаме во студиото. Господине Клетников, кога зборуваме еве за сите оние објекти во Скопје 2014, еден од поинтересните сам по себе објект кој предизвика доста контроверзии музеот на ВМРО. Значи, со сите оние содржини кои се поставени во него, кои прилично интересно дека голем дел од јавноста не ги види, бидејќи не е дозволено да ги види. Како што е познато од кога е отворен музеот во него, значи не може човек да отиде сам да влезе да плати влезница да види што има, туку се дозволени само организирани тури и тоа во одредено време, така да тоа остана некако сега тоа не го знам. Да, така е поставен музеот. Значи не можете сега вие да отидете да влезете, сакам да влезам да видам што има. Значи мора да има организирана тура, најавена. Чудно. Така е поставен. Сега од она што зборуваат оние што го виделе тоа, да речеме од децата кои се носат тамо, значи постојат обвинувања дека се работи за една индоктринација која оди кон тоа да се сменат некои историски податоци, токму кон значи едно ревидирање на историјата. На пример, самиот назив на музеот е Музеј на ВМРО и на жртвите од комунизмот. Па сега велат кога се одим натре, периодот од Илинденското востание или од борбата против турците или од формирањето на ВМРО е представен во позитивно светло, што веројатно е во ред, никој не би имал против ништо тоа. Но кога одиме во периодот од Втората светска војна, од она што се случува понатаму, се е представено црно, се е представено дека тогаш се случувале злосторства. Значи, периодот на народно-ослободителната борба е представен негативно, а ова е представено позитивно. Да рече. Да, сет, видите, ова е тема која треба да ја поставите во една друга дебата, бидејќи огромна како море, да не речем како океан. Јас можем нешто тука да кажам, може и не малку, ама тука треба историчари да дојдат во таа дебата. Мислам дека се фрла кал на комунизмот, е фрлена неправедна кал, бидејќи тие што вика Блаже Конески, девственици, младичи, Кузман, Мирче, Вера Циривири, ови, во младоста ја дадоа, зашто? За ние да постоиме, како што сме такви се кукавици и нешто друго. Да се родиме и да постоиме такви, недостојни за нив. Друго, сакам да ви кажам дека и од друга страна, тоа е да речеме, алудирате на партијата ДПМН, дека го прави тоа. Меѓутоа кај другата партија има тенденција па другата струја да се негира, бар ова. Значи истата слика се. Значи тоа е исто диагнозата за што зборував и за антиквизацијата, македонската шизофренија, трагичната шизофренија на македонското битие, која сега се подсилува и од Брисел, и од Вашингтон, и од нашата пета колона да се докусури. Тоа е и атаката на името, што рече Мирослав, професорот Грчев, име Голфак не е. Зошто, да го поставиме прашањето, зошто името се иде на тоа да се преименуваме? Зошто? Тука е основното прашање. Па грците ги затвараа луѓето до 85-6 година, што ќе го изговорат зборот Македонија, сега се македонци. Значи дека името е есенција, меморијата. Избриши го името, тоа е што е тезата и на Брисел и на Вашингтон, да го решат македонското прашање еднак за секогаш, и за бугарите, и за грците, и за албанците, ако треба, па и за србите. Значи, со таа ликвидација, преименување, Северна Македонија, да речеме. Вие сте северно македонци, не сте. Значи, апостол Павле не дошол кај вас, дошол во Македонија, таа е Грчка. Значи, земам прост пример, како нива имот еден, античкиот имот, античката нива, се префрла во катастерот на Грција, кој сега го земат насило, нашо вика Херберт Дейвид Лоренс, се Европа по инерција се трупа во грчка вреча, иако македонската цивилизација постара од грчката, старогрчка. Потоа, онај имот после Павлево, нововековниот, Кирил и Методи, Климент, Наум, Богомиле, едно друго, се трупа во бугарска вреча, они сами си го натрупа и успеја да ја убедат и така. И сега... Дозволете само едно вака прашање. За ово што го зборувате, бидејќи, значи, мислам дека е прилично позната материја и мислам дека, еве, во Македонија, дека никој
мислам дека ниеден разумен човек не би имал да каже ништо против ова што го зборуваат. Дека никој, значи, не знам дали во Македонија има некој што... Това би било добро, ако така, ама не е така. Не, сакам, друго ми е прашањето. Мислам дека не постои никој што не знае дека тоа што го бара Грција дека е неправедно, дека е спротивно на меѓународното право, спротивно на сите права на само идентификација, само определување и така натаму. Ништо тоа не е спорно. Прашањето е, ние тоа го знаеме, но ние имаме реално проблем. И тој проблем нема да исчезне. И сега прашањето е што да правиме. Кој е нашиот проблем? Па нашиот проблем е со Грција, нели? Мислам, тоа е... Не само со Грција, со Бугарија и со Европа, и со Вашингтон, не е само со Грција. Па вред, еве да ја земеме... Грција е алатка за ликвидација на Македонија. Добро, и Бугарија. Добро, еве да предпоставиме дека тоа е точно. Да, точно, апсолутно. Во ред. Еве, дека целиот свет сака да не уништи Македонија. Прашањето е што да правиме, нели? Целиот свет, така да иронизиране, знаете, тоа очигледно е што се прави. Лисабонската декларација чија е... Добро, во ред, еве, тоа е толку јас ви велам да кажеме дека е така. Прашањето е што да правиме. Сега, видете, сега во контекст на она што се случува таа комисија која сега ја вози професорот, мене ме јаде јанзата дека има тука еден опасен контекст. Дека тоа се прави, ама има зад него една позадина во контекстот. А тоа е, значи, право, доколку разбирам, ќе се туркаат античките споменици. Војнот на коњ Александар Филип, се зборува дека аеродромот ќе се применува, бидејќи. Значи, ме јаде јанзата дека сето тоа стои во контекст на новата влада, која по секоја цена сака да не внесе вој во НАТО, кој веќе 3 децении не понижуваат ужасно, и дека тоа е во тоа да им се удоволи на грците, како на бугарите што им се удоволи со договорот со Бугарија. Знаете дека нема македонци во него. Нема во Бугарија македонци во тој договор. Значи, нема македонци. Што нема во Бугарија? Во Пирин нема ни тука. После има уставен јазик, нема македонски јазик. Нашиот јазик не е уставен, па дури ни името наше не е уставен. Тоа е погрешна формулација. Добро, но таков договор е подпишан уште во 2001, не е тоа ништо ново. Па, подпишан и овие го парафираат. За жал, тој договор порано беше. Ако би се вратиле на темата. Значи, дали е, но ова е интересна теза. Само сака да ја прашам. Току за него мислев да зборам. Дали еве, пошто е нели? Дали ова ревизија што се прави, еве да речеме во контекст со преговорите за името кои гледаме дека се интензивираат некако? Апсолутно нема никаква врска, никаков контекст, нема ни предтекст, нема ни задача, ни програма комисијата да се бави со било што од ова што го спомна господинот Клетников. Приказната е сосем друга. Тој проблем и таа приказна со овој за кој што зборуваме нема никаква врска. Тука ние обработуваме еден магнум кримен, еден огромен злостор, кој што власта на ВМРО во изминатите 11 години и го направила на престолнината и на македонската држава. Тој злостор се служел со узурпација на јавниот простор, а средствата му се споменички и архитектонско-градежни. Предмет, да речеме, на оваа анализа се целата група на објекти кои што се градени во коритото на реката Вардар. Тоа е уште една од оние, претходно спомнав, за незамислива работа, да градите, да формирате градежни парцели насред улица и да ги преградувате уличните коридори со глупости непотребни и дисфункционални, со кои што им ги одземате правата на сите граѓани, во реката Вардар, значи во најголемиот практично инфраструктурен зафат кој што ја смени микроклимата и го обезбеди градот и Скопската котлина од плавење на Вардар, од катастрофални поплави, од кои што страдаше векови назад, е изградена низа на бесмислици, како гали или мостови, кои што се сместени во профилот на предвиденото на ниво на вода. Значи, во она што луѓето, стручњаците, кои што ја правеле регулацијата во хидротехничките студии за нејзиниот профил,
неизината проточност по предпоставените 500 годишни, 1000 годишни води, се ставени препреки, кои што сега ја зголемуваат, односно ја намалуваат јавната безбедност, го доведуваат во опасност и Скопје и, да речеме, еден од најскапоцените споменици на културата, Камениот мост, затоа што тука е тоа сконцентрирано. Сакам да речем, предмет на оваа работа нема никаква врска со таа политика и со тој проблем, туку има врска со ужасната злоупотреба на власт и со уништувањето на најскапоцените ресурси просторни на градот. Да, добро, господа Грчев, господин Клетников, нашето време истече. Ви благодарам на двајцата за учеството во оваа емисија. А вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и довербата и останете со програмата на Телевизија 24.